Добар ден, ви благодарам што го избравте Канал 5. Ова се централните вести, а еве ги насловите. Условно осуден за насилство и со долг список инциденти. Можел ли да биде спречен убиецот на Росица Коцева во Велес? Катастрофално нешто, 3 млади животи мислам да отидат. 6 месеци непребол. Марш на ангелите во Кочани. Вечерва звездено небо во Скопје. Обвинението 3 месеци во фаза на оценка. Ако сакаме ова никогаш да не се повтори, мора да бараме вистинска правда. Подметнувач пеплоса 20 автомобили во Скопска Пинтија. Дел од граѓаните евакуирани. Мене прво ме разбуди, ајде да речеме така, експлозија една. Власта и опозицијата во клинч. Тошковски го демантираше Мицкоски и призна дека нема осомничени за хибридни напади. Се појави јасна снимка како се случува подметнување пожар. Србија и натаму глува на повиците да ја отстрани навредливата ознака НМК и да ја замени со меѓународните кодови МК и МКД на патокасните табли. Може би ненамерна грешка, но грешка која што ние како народ ја третираме дури и како навредлива. Почина холивудската икона Роберт Редфорд. Во овие вести имаме и вклучувања во живо пред кривичниот суд во исчекување на оценката на обвинението за трагедијата во Кочани, како и од протестот во аеродром против депонијата Вардариште. Но одиме со ред. Велес е во шок по вчерашното двојно убиство и самоубиство. Убиецот на 31-годишната Росица Коцева и нејзиниот татко пред една недела бил условно осуден за 2 кривични дела. Имал забрана за приближување до жртвата и долг список инциденти, кои биле документирани и во граѓанска постапка. Во јавноста се наметнува прашањето дали трагедијата сепак можела да биде спречена. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ беше во Велес. Дамките крв пред куќата на 31-годишната Росица Коцева и нејзиниот 74 годишен татко Киро Коцев од Велес раскажуваат за хоророт што се случил вчера во семејната куќа каде нејзиното поранешно момче, 39-годишниот Илија Стефановски од Скопје, вчера ги убил во нивниот дом со остар предмет и потоа се самоубил. Двете убиства и самоубиството се извршила токму во оваа куќа со зелена ограда вчера. Убиецот најпрво дошол и губил таткото на Росица, потоа најверојатно ја повикал, кога дошла ја убил и незе надвор од куќата. Убиецот влегол внатре во семејниот дом на Росица и нејзиниот татко и се самоубил. Росица уште во февруари и март го пријавила поранешниот партнер за физичко насилство, закани и малтретирање, а судскиот случај завршил само 5 дена пред свирепото убиство на 10 септември, а тој добил само условна казна. Во рамките на оваа постапка, основното јавно обвинителство Велес нареди психијатриско вештачење на обвинетиот, а вештото лице се произнесе дека тој не боледува од душевна болест. Бил пресметлив во моментот на сторување на делото, бил способен да го свати значењето на своите постапки и кај него не е регистрирана патолошка обсесивност или патолошка фиксација кон оштетената. Росица 3 години била во вонбрачна заедница со Стефановски, а врската ја прекинале лани во октомври, но тој не сакал да го прифати ова и барал да ја обноват врската. Во март Росица го пријавил убиецот и дека во декември лани ја држал заклучена во стан во Скопје и нанел повреди, но овој случај не дошол до суд. Била повикана да даде изјава во Скопското обвинителство дури пред една недела, на 9 септември. Според записникот, тој тогаш и се заканил и со зборовите или ќе бидеш моја, или ќе бидеш мртва. Во меѓувреме Стефановски во мај го запалил и автомобилот од татко и се обидувал да продолжи комуникација со неа, но и оваа постапка заглавила. Во меѓувреме, на 21.5.2025 година, оштетената го пријавила обвинетиот Војо Велес и за неизвршување на судска одлука, бидејќи и покрај дополнителните мерки за заштита од семејно насилство
изречени и во граѓанска постапка, тој не ги почитува и продолжува да испраќа пораки и фотографии со обид да оствари комуникација со неа, а на 18.5 се приближил до нејзиниот дом и го одзел и го запалил автомобилот во сопственост на нејзиниот татко. По оваа пријава, Ојо Велес ја испита оштетената на 26.6.2025 година издаде наредба до МВР за обезбедување докази од телефонската комуникација, како и 4 наредби за обезбедување снимки од видеонадзорот од различни локации во градот. По овие наредби МВР постапува. Жителите на Велес вознемирени од целиот случај. Тие во тој период поминувале од улицата, кога во еден момент дел од соседите почнале да реагираат откако Росица ја виделе пред портата на куќата. Ме стара веќе на улицата излезам, а јас сум стара веќе, ама за млади мене ми. Секој еден ќе биде вознемирен. Па ја тука поминав у 3:20. А тоа у 3:30 сигурно се случи. О, видовте човек? Не. Јас се поминав. Сега друг поминав се бајлев. Многу работи се случуваат лечени вака. А што е работата, никој не знае. Не ги познав луѓето, меѓутоа многу грозен чин. Многу не катастрофално нешто. 3 млади животи мислам да отидат. Не убава работа, ама полицијата не презема никогаш ништо. Затоа доаѓа до воа. Росица на својот Facebook профил во јануари напишала статус по смртта на Фросина, што беше прегазена на Партизанска. Овде не може ништо да се смени. Корупцијата секогаш ќе биде погласна од сите нас, затоа што оваа држава е резултат на секој има цена, а не на мурал. Секој ден потажна слика. Од СДСМ бараат итна ревизија на случајот, одговорност и санкции за сите службеници кои не постапиле. Сега веќе убиената Росица барала помош кога била тепана, кога имала закани, барала помош кога и била запалена колата, ама никој ништо не превземал. Полицијата на Тошковски била алармирана со повеќе пријави за закани, за физички напади, за палење на возилото, за кражба. Но тие со прст не мрднале. Понатаму, Центарот за социјална работа не понудил никаква помош на жртвата, не спровел проценка на ризик, не ја сместил во безбедна куќа. Ја оставила сама и незаштитена, иако опасноста била очигледна. Денеска навршуваат точно 6 месеци од незапаметената трагедија во дискотеката Пулс во Кочани. Попладне во Марш на ангелите во Кочани, а вечерва собир во Скопје. И по половина година обвинението е во фаза на оценка. Маја Становска е пред кривичниот суд на оваа тема, па Маја да чуеме дали има објаснување од судот зошто му е потребно толку време. Така, Борче, како што кажа и ти, по 3 месеци по поднесувањето на обвинението за пожарот во дискотеката Пулс до кривичниот суд, тоа се уште е во фаза на оценка, на што за сега го велат од кривичниот суд е дека оваа постапка е во завршна фаза, а повеќе детали од таму ни најавија за во текот на утрешниот ден. Ставот на судот е дека целата постапка трае 3 месеци поради обемноста на самото обвинение, односно тоа што обвинението се содржи од 160 страници, дека има огромен број на доказен материјал. Исто така оттаму кажа дека се поднесени околу 40 приговори од обвинетите и нивните бранители, а направија и споредба со обемни предмети во јавноста познати како Синџер и адитив, за чија оценка посочуваат дека исто така требало сличен временски период, односно околу 4 месеци за постапката да биде целосно завршена. Повеќе за ова предлагам да слушнеме од прилогот кој го подготви колегата Јован Ѓурговски. 6 месеци од трагичната несреќа во кочанската дискотека Пулс и 3 месеци од поднесувањето на обвинението, кривичниот суд се уште нема оценка за него. Иако веруваат дека постапката е во завршна фаза, сепак не прецизираат која е причината за долгото траење. Оттаму велат дека примените преговори се во фаза на анализа од Советот за оцена, пошто треба да биде донесена одлуката. Станува збор за обемен обвинителен акт со голем број докази и оштетени лица, како и 39 обвинети правни и физички лица, и судот ги презема сите законски обврски за навремена оцена со доследно почитување на правата на странките. Велат од судот.
За дел од правниците пак ваквиот тек на настаните не е изненадување. Долгиот процес за оцена на обвинението според адвокатот Јанаки Митровски е пред се поради бројот на обвинети, но и истрагата која опфаќа действија од 2012 година. Бајчката јавно сигурно дека се чувства како да стои во место работата поради протекна 6 месеци, но и претходно не само јас и повеќето кривичари предупредувавме дека така широка истрага према толку многу лица со враќање назад до 2012 година со действија кои што реално тешко може да се поврзат и да се донесе директна причинска последична врска на пожарот со тие дејања од 2012-2014 година, ќе доведе токму до ова, до одоговлекување на постапката, 50 на обвинети имаат минимум 50 на адвокати, ако не и повеќе, некои имаат и по 2-3, по добро утро да каже секој од нив, ќе обремени постапката. Универзитетскиот професор Гордан Каледжиев пак вели дека според него обвинението како што било изготвено е неодржливо. Нема правник што не искоментира дека ваквото обвинение, како што беше стокмено практично низ истрагата, за сите наназад со години да одговараат за директно практично учество во кривичното дело предизвикување опасност е неодржливо и е практично сега ова е резултат компликувањето на најверојатно политичка нарачка која сега носи правни компликации. Усилено е обвинението, усилено, политички усилено и правно многу компликувано. Она што е проблем е се што нема таков јунак кај судиите, што она што сите правници неподелено го мислат дека ова обвинение не може да издржи критика, не може да го изведе до крај во смисла да каже не, ова обвинение не може да оди на судење. Во овој случај обвинети се 35 лица, а дополнително се уште трае истрагата за 27 осомничени полициски службеници и функционери. Од обвинителството за гонење на организиран криминал што е надлежно за нив, велат дека активно постапуваат и ги преземаат сите неопходни действија во рамки на своите надлежности. Но кога ќе биде донесена јавна обвинителска одлука, се уште не соопштуваат. Како што кажа и Тиборче на самиот почеток, денеска се навршуваат точно 6 месеци од незапаметената трагедија во државата, пожарот во дискотеката Пулс кој одзеде 62 млади животи. Токму во нивна чест денеска беше организиран традиционалниот марш на ангелите во Кочани, кој што практично таму се одржува секоја сабота. Имаше присуство и на граѓаните и на родителите на трагично загинатите деца. Пораката која што тие испратија повторно е крај за корупцијата, неселективна правда и одговорност за трагичната загуба на нивните деца. Да ги слушнаме и нивните пораки. Бараме крај на корупцијата и крај на затварањето очи пред човечки животи. Да не дозволиме оваа трагедија да се повтори никогаш повеќе. Ако сакаме ова никогаш да не се повтори, мора да бараме вистинска правда, да ја претвориме оваа болка во сила. Во сила за промена, во сила за правда, во сила за идеја во која младите нема да одат во клубови што стануваат гробници. Бараме одговорност, бараме вистина, бараме правда за нашите деца. И ќе продолжиме да зборуваме се додека секој што со своето дело или со своето молчење придонел за оваа трагедија не биде изведен пред лицето на правдата. Никогаш нема да замолчиме. Собир за одавање почит на жртвите од катастрофалниот пожар вечерва ќе се одржи во на Скопскиот плоштад во организација на иницијативата која е следена. Собирот ќе започне во 20 часот и 16 минути. Организаторите најавија дека на плоштадот присутните ќе можат да остават и пораки за семејствата и за жртвите, кои што во текот на неделата ќе бидат однесени во Кочани и тие ќе имаат таму прилика да ги погледнат и прочитаат. Исто така мирен собир во 20 часот ќе има и на Штипскиот плоштад. Екипата на Канал 5 ќе биде присутна на Скопскиот плоштад на собирот, па така пораките од таму ќе ви ги пренесеме во вечерните вести во 20 часот и 45 минути. Така, Маја Стојановска во живо за одбележувањето 6 месеци од трагедијата во Кочани. Ти благодарам. И покрај тоа што меѓународни кодови на Македонија се МК и МКД, во соседна Србија на сите патни табли покрај името на Скопје пишува НМК.
Овој пример веќе почнуваат да го преземаат и приватни компании кои што имаат свој објекти долж коридорот 10. Македонија повеќе пати реагирала на ова навредливо означување на земјава, но засега реакција од официјален Белград нема. Александар Видиновски. Меѓународните кодови на Македонија МК и МКД не се признаваат во соседна Србија, барем не на сообраќајните табли на коридорот 10. Од влезот во Србија преку границата со Хрватска па сето Табановце, на сите патоказни табли до знакот за Скопје пишува НМК. Значи се движиме од Нови Сад кон српско-македонската граница, негде околу Белград се почнуваат да се појавуваат сообраќајните знаци на кои што е наведен нашиот главен град Скопје, меѓутоа место МК или МКД, кои што се меѓународните кодови на нашата земја, постои непостоечки практично код, а тоа е НМК. Имаше дилеми дали во сообраќајот, односно во патниот промет, НМК е вистинскиот код, секако дека не, еве и официјална потврда. За сите употреби, дали е тоа во сообраќај, дали е тоа во спорт, дали е тоа во економија, кодот на земјата е МК или МКД. Единствен исклучок се регистарските таблички на автомобилите. Милиони патници минувајќи низ овој автопат, непостоечкиот код го перцепираат како вистински, со што секако директно се наштетува на нашиот идентитет како држава. Што може тука да помогне државата? Ние еден период од неколку месеци веќе реагираме, нема корекција и ќе продолжиме и на највисоко ниво, политичко и на дипломатско ниво да реагираме, бидејќи сметаме дека се работи за една, да, можеби ненамерна грешка, но грешка која што ние како народ ја третираме дури и како навредлива. И е навредлива. Ова прашање го актуализиравме пред речиси половина година, кога вице-премиерот Стоилковиќ го запознавме со овој проблем, пошто го добивме следното ветување. Кога последен пат сте патувале од Белград за Скопје? Нон-стоп. Нон-стоп. На автопатските знаци не ви пречи тоа што не го пишува правилно кодот на државата каде што сте вице-премиер? Пишува НМК. А меѓународните кодови на Македонија се МК и МКД. Искрено да бидам, не сум приметил. А ако на минимум 16 знаци не, стварно не сум гледал. Навистина. Дали би се заложиле тоа да се поправи, дека има многу реакции кај граѓаните? Земам обврска, пошто имам сериозна комуникација, да го покренам ова прашање и да разрешам дел од проблемите кои се јавуваат. Инаку не можеме држиме за збор, само да знаете. Апсолутно, еве, ќе проверите, може да провериме. Да, по речиси половина година проверивме. Погрешниот код за Македонија од никаде не е отстранет. Првиот знак што ќе биде исправен ќе го сликам и ќе ви го пуштам. Ви благодарам за тоа. Ветената фотографија со променет знак или корекција на македонските кодови никогаш не добивме. Полицијата трага по потпалувачот кој рано утрината предизвика голем пожар во сервис за автомобили кај Скопска Пинтија. Опожарени се 20 возила, штетата се проценува на околу 200.000 евра. Дел од граѓаните пак во соседството беа и евакуирани. Здравко Димитров. Под превезот на ноќта, маскирано лице истура бензин на возила оставени во автосервис во скопската населба Пинтија. Потоа ги пали и веднаш бега. Следува силна експлозија која ги вознемири заспаните жители во околните куќи. Како што сведочеше жител на улицата 15-19, околу 3 часот и 40 минути, се слушнала силна експлозија што доаѓала од автосервисот кој се наоѓа до неговата куќа. Неколку минути подоцна пристигнале 8 противпожарни возила, по нив и полицијата, која спровела евакуација на жителите. Мене прво ме разбуди, ајде да речеме така, експлозија една. Непосредно по експлозијата, после кој 10 минути, па може и пократко се не гледавме на саат, дојде полиција, тропаше на врата и ме разбуди, ме замоли фино, убаво, културно да се дислоцирам од местото ради евакуација, поради мојата безбедност. Имаше, значи, голем пламен, јазик, сепак тука се горени гуми, пластика и сите работи кои се, да речеме, ајде, можеби канцерогени, не знам. Но со навремена координација на самите пожарникари го локализираа успешно пожарот и го ставија под контрола за брзо време. Снимката која се шири на социјалните мрежи, а на која се гледа како лице намерно предизвикува пожар, само ги потврдува сведочењата на граѓаните. Запалени се околу 20 возила, а штетата најверојатно ќе достигне и над 200.000 евра. Од Министерството за внатрешни работи го потврдија настанот и велат дека истрагата е во тек. Од пожарот целосно биле зафатени објектите, магазинскиот простор како и околу 20 возила кои биле во кругот на објектот на ТС,
од кој дел биле хаварисани. Од екипа на бригадата за противпожарна заштита Скопје пожарот е изгаснат. Населението во околината беше евакуирано и исклучена електричната енергија. Во врска со видеоснимката ви известуваме дека СВР Скопје превзема мерки и активности за расчистување на случајот. Инаку во автосервисот имало и запаливи материи, односно гуми, масло и други автоделови. Собственикот на сервисот не сакаше да зборува пред камера, но кажа дека очекува надлежните целосно да го решат случајот. Премиерот Мицкоски открива дека идентификувани се 20 лица за поврзаност со пожарите. Вели дека инцидентот во Пинтија е уште еден доказ дека некој намерно сака да внесе страф и паника во пресред на изборите. Од СДСМ пак обвинуваат дека по толку манипулации со изјавите на премиерот не можело да му се верува. Јана Јосифовска. Премиерот Мицкоски ги отфрли тврдењата на опозицијата дека постои разногласие со министерот за внатрешни работи Тошковски, дека странски центри на моќ и хибридни напади стојат зад пожарите во Македонија. По изјавата на Тошковски, кој во интервју кажа дека во моментов нема докази за поврзаност или организација помеѓу настанатите пожари во депониите, иако има такви сомнежи. За Мицкоски јасен доказ дека постојат моќни кругови кои настојуваат да предизвикаат страф и паника кај населението е снимката која се појави утрово од подметнувањето пожар во објект во Скопска Пинтија. А јас сега не би навлегувал во првичната конструкција дека ме демантирал министерот за внатрешни работи. Видовте утрово се појави јасна снимка како се случува подметнување пожар во објект кој што изби утрово во 4:30. Видовте како дрско се подметнува пожар и тоа е само уште еден доказ за тоа што го зборувам цело време дека за жал постојат центри на моќ кои што се обидуваат да внесат страф, паника кај граѓаните пред изборите. И одговорот на прашањето кому тоа му одговара, мислам дека со една многу кратка анализа ќе го добиете самите. Од СДСМ пак бараат Мицкоски да одговара за ширење на страф и паника во јавноста, без како што велат било какви факти и докази. Според опозицијската партија, изјавата на министерот за внатрешни работи е демант на изјавите на Мицкоски и потврда дека премиерот ги злоупотребил институциите и безбедносната состојба за како што велат да ја прикрие сопствената неспособност за справување со еколошката катастрофа. Тошковски го демантираше Мицкоски и призна дека нема осомничени за хибридни напади, нема центри на моќ кои стојат зад пожарот во Трубарево или зад било кој друг пожар. Ова признание, почитувани, е директен удар врз кредибилитетот и точноста на изјавите на Мицкоски. Сега јавноста знае дека премиерот ја злоупотребил безбедносната состојба и институциите за да ја покрие својата неспособност за справување со пожарите. МВР досега идентификувало 20 лица за кои има основани сомнежи дека стојат зад пожарите во скопските депонии, соопшти премиерот Мицкоски и најави дека истрагата продолжува и за дополнителни дојави за овие случаи. За расчистување и регулирање на сите диви депонии во државата, Мицкоски побарал од пратеничката група на ВМРО-ДПМН во собранието да иницира итни законски измени со кои подметнување на пожар ќе биде оквалификувано како дело на тероризам, а одлагање на смет онаму каде што не му е местото да биде друго кривично дело кое ќе се казнува со казна затвор поголема од 5 години. А жителите на општината Аеродром продолжуваат со протестот со барање за трајно решение на дивата депонија Бардариште. Јорданчо Цветановски го вклучуваме од Аеродром. Јорданчо, повели да чуеме дали почнаа граѓаните да се собираат и кои ќе бидат денешните пораки на аеродромци. Така е, Борче, ние дојавме тука пред околу половина час, меѓутоа граѓаните почнаа да се собираат пред некои десетина минути тука, како што може да забележи камерата на Канал 5, околу 100 луѓе се тука на крстосницата кај паркот Авионче и кај мостот Близнак со надеж дека ќе испратат порака, односно дека сакаат здрава животна средина каде што нема да биде загадено, со оглед на тоа дека деновиве во Бардариште имаше навистина чадење, неколку пати беше опожарувана депонијата, меѓутоа во изминатите 2 дена и самите аеродромци кажаа дека полесно се спие навечер, можат да спијат со отворени прозорци, нешто што не можат да го прават пред неколку дена. Се надеваат дека надлежните во најбрз можен рок ќе го решат овој проблем и побара, како што
кажав и претходно, здрава животна средина со цел да можат помирно да функционираат низ оваа населба. Инаку по планево од Министерството за животна средина преку соопштение до медиумите побараа поголема контрола врз депониите од самите општини. Самиот министер Меджити испратил препорака до општините за спроведување на детални контроли и идентификација на сите диви депонии и нерегистрирани локалци за отпад, како и да се изготват планови за нивно систематско отстранување. Од општините се очекува да се преземат мерки во насока на унапредување на состојбата со управување со отпад и заштита на животната средина. А од Државниот инспекторат е побарано итно да се преземат активности поврзани со контрола и управување со депониите на територијата на Македонија. Борче, во однос на пораките, ние ќе останеме тука на терен да го проследиме целиот протест Стоп за Вардариште, а пораките на граѓаните ќе ги слушнеме во следното информативно издание на Канал 5. Јорданчо Цветановски во живо од аеродром за протестот против Вардариште. Жителите пак на Трубарево трет ден се во неизвестност, откако надлежните не дадоа одговор што точно горело во складиштето и што дишеле локалните жители. Дел од нив за Канал 5 велат дека воопшто и не знаеле дека во непосредна близина се складира и се рециклира опасен отпад. Елизавета Дамјановска-Спасеновска беше во Трубарево. Опустошено изгледа скопското село Трубарево и неколку дена по големиот пожар во кој гореше електронски и електричен отпад. Иако огнената стихија е ставена под контрола, жителите ќе треба да ги почекаат резултатите од анализите, кои ќе покажат дали во критичните моменти таму горел опасен отпад. Оние жители кои што успеавме тука да ги затекнеме, велат дека дури и не знаеле дека во нивна непосредна близина се гори ваков опасен отпад. Дел од населението веќе се евакуирало. Тие кои можеле заминале кај роднини или во викендички надвор од градот, а 1800 деца од околината неделава следат онлайн настава. Малкумината жители на Трубарево кои ги сретнавме рекоа дека не знаеле дека воопшто постои фабрика за рециклирање и третирање на ваков отпад во близина на нивните домови. Велат можно е и преку протест да побараат нивно дислоцирање. Итно да се затвори. Ова населено место како е дозволено прво да има таков отпад тука. А отпадот мирисаше уште од пролет, ама никој не е она кој што кажува, не викам од некое друго место, а он сигурно си палел уште тогаш. Немам ништо приметено, така се пазам за секој случај. То секој ден наутро највише смрди тоа све пластика и не знам што, па мораме да ставиме тие маски. Мислевме одма да ја напуштиме куќава, но останавме онака колата ми е расипана, не се пали. До завчера не сме ни знаеле дека постои депонија за таков отпад. Сме мислеле дека тоа само на пластика. Како не сме купувале од таму зеленчук, у близина сме купувале се. Граничам со нив, а не сум знаела дека е фабрика тоа. Имаме малечко детенце и снаата се заминати на планина. Од обвинителството информираа дека побарале продолжување на притворот на четворицата уапсени, сопственици и управители, а истражителите и обвинителите ќе излезат на лице место утре. Увидот на лице место во однос на причините за пожарот во Трубарево треба да започне утре. Увидните екипи на терен ќе ги координира јавен обвинител од основното јавно обвинителство Скопје. По наредба на јавниот обвинител, екипи на СВР Скопје и денеска излегоа на лице место со цел преземање дејствија и прибирање определени докази потребни во однос на постапката за загрозување на животната средина со отпад. Во континуитет се преземаат повеќе дејствија на обезбедување и анализа на документација. Компанијата Рециклажа имала дозвола за складирање и третирање на 20 тони неопасен отпад и 500 килограми опасен отпад на ден. Од досегашните резултати се знае дека сулфур диоксид и азот диоксид имало забележано 3 пати над дозволеното, додека јаглерод моноксид имало 100 пати над дозволеното. Во петок ќе биде готова анализата за присуство на тешки метали во воздухот, додека пак анализите на почвата и на подземните води ќе бидат направени откако ќе биде безбедно да се пристапи таму, рече вчера на брифингот со новинарите директорката на Инспекторатот за животна средина Ивана Гиновска. Вие и натаму останувате на Канал 5. Сафет Бишевац и Саша Богдановиќ дебатираат вечерва во Само вистина. За кратко со вас и вашиот домакин Елизавета Галевска. Пријатно.